да видиме колку актуелни функционери ќе отидат во затвор, колку актуелни политичари ќе бидат затворени, бидејќи овие од бившата власт да ги затварате многу лесно. Факт е дека позицијата на Влен во оваа влада и позицијата на Дуј во претходната влада е небо и земја. Апсолутно Дуј на крајот ги водеше сите процеси. Имаше огромно влијание. Ова е сега страшно намалување на политичката моќ на албанците. Да не се користи масовно риториката која по мене е многу несмотрена и не треба да се користи, а тоа е дека ВМРО-ДПМНЕ стално знае, за разлика од СДСМ, да им го покаже местото на албанците. Се додека дискурсот е така врамен дека некој некому треба местото да му го покажува, по мене нема да имаме здрав меѓуетнички живот. Мандатот на Мерц веројатно е еден од најтешките и најмачните во историјата на сите овие 10 германски канцелари, нели, кои ги споменавме. Дека главните одлуки ви се носат на лидерски средби зад затворени врати, далеку од очите на јавноста, не е приказна за држава која треба да биде дел од Европската Унија. Државата во најголема мера е заробена од страна на политичките партии. Како резултат на тоа немате систем на мерит и вредност во институциите и тоа понатаму се прелеа во неодговорност, во немање отчетност помеѓу институциите. Верувам дека таа размена со сите соседи и со Бугарија, гледам и во Грција има преводи, би требало да се одвива на цивилизиран и нормален начин. Познавањето на македонскиот јазик, користењето на неговото ниво како официјален, службен, државен и така, би требало да биде надпартиско, надетничко. Динамична недела во Европа и светот. Заеднички именител им е конфликтноста и ретроградните движења. Германија доби канцелар и како по правило прва средба во Франција, Мерц и Макрон, со барање за поголем воен буџет. И додека канцеларот за денот на антифашизмот е во Киев, српскиот председател е во Москва. Вучич, откако доживеа дебакал во САД, утеха ќе бара кај Путин. Индија и Пакистан нуклеарни сили со над 1/3 од светската популација. Почна нов конфликт околу Кашмир. И да излеземе од границата на сопствената самодоволност. На почетокот овој издание на тренинг со гони ќе биде универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ. Професор Марковиќ, недела на светско ниво, на европско ниво остави впечаток изборот на новиот германски канцелар и за прв пат во историјата на Германија Бундестагот не успел во првиот круг да обезбеди гласање, односно доволен број на гласови за изборот на новиот 10-ти канцелар на Германија, што е помалку невообичаено за една од најразвиените демократски и економски сили. Како првично вие гледате на ова? Евидентно е дека тука има некаква порака. Прва е пораката околу кохерентноста на коалицијата која е создадена во Германија и незината, а може би и имплицира делумно и за незината долговечност. Дефинитивно сакаше дел од пратениците во Бундестагот да му пратат порака колку е пожелен, а колку не е пожелен како решение Мерц, иако во вториот круг се успеа во неговиот избор. Не мислам дека беше поентата во првиот круг да не се избере само по себе, не беше тоа целта беше повеќе во ова што го кажав прво, а тоа е да се прати некаква политичка порака дека очекувањата од другите партнери кои се во владата ќе бидат малку високи и дека од старт Мерц ќе биде под огромен притисок. Он ќе биде под огромен притисок внатре, во Германија, и ќе биде под огромен притисок надвор, со оглед на состојбите во Европа, односите со Соединетите Американски држави, непостоечките практично односи со Русија и така натаму и секако украинската криза, што ќе го прави мандатот на Мерц веројатно еден од најтешките и најмачните во историјата на сите овие 10 германски канцелари, нели, кои ги споменавме. Во секој случај мислам дека во вториот круг се покажа дека не е со изборот како избор загрозен, дека тука пораката е малку поинаква. И ако е ова некаков предзнак за тоа како ќе функционира коалицијата, нели, која е создадена во германскиот Бундестаг, тогаш е јасно дека ќе има многу превирање, многу голема политичка нестабилност. Една од првите одлуки на владата во Берлин беше укинување на специјалниот представник за Западен Балкан. Колку ваквиот чекор е всушност и порака за интеграцијата и интересот на Германија во однос на земјите од Западен Балкан, имајќи во предвид и политиката на ЕУ во делот на укинување и на она точка за квалификувано мнозинство во делот на интеграција и укинувањето на
политиката со вето? Мене не би ме секирало воопшто тоа што нема да имаат представник за Западен Балкан, со оглед дека трасата е поставена за земјите на Западниот Балкан, вклучително и Македонија. Ние знаеме каква е преговарачката рамка. За она што се бара како иницијален чекор за нас е евидентно неприфатливо и нема да се случи во скоро време. Колку што мене ми изгледа, јас реков дека последен прозорец на можности некаде по локалните избори. Меѓутоа, добро е што Германија со поддршка од Словенија, нели сепак една помала држава, меѓутоа нам пријателска, почна да го заговараат активно сценариот да одлуките се престанат да се донесуваат со консенсус. Знаете ли колку популистички влади и колку влади кои профитираат од билатерализација на предпристапниот процес ќе изгубат политички капитал во ваква ситуација? Нормално прва која излезе да се побуни против ваквото нешто беше Јотова, која каже дека тоа е неприфатливо за Бугарија, бидејќи всушност многу држави, тука би ја ставили Унгарија во тој ред и така натаму, профитираат од правилото односно од фактот дека сите одлуки треба да се донесуваат со консензус и профитираат од таа можност да уценуваат. Ова што го заговара Германија ќе оди тешко, а тоа дека западните земји имаат изгубено интерес за Балканот е прилично јасно. Тоа не е нешто ново. Меѓутоа велам, тоа и не е така страшно со оглед на тоа дека процесот е трасиран, ние процесот треба да го изодиме, нема да го изодиме. Кога бугарскиот претседател Радев вели дека во неговиот речник не постои зборот одстапки, колку ваквиот став допира до македонските власти или до кога ќе се надеваа дека сепак во официјална Софија ќе преовлада разумот и дека ќе се направи некаков исчекор во кој би се дошло до ситуација на вин-вин позиција? Се додека предоминантно луѓе како Радев ја водат Бугарија, јас не очекувам никаков напредок. Мислам дека какви год надежи, јас ако нешто не сакам да правам, ни во јавните настапи, ни приватно, ни во каква било ситуација, тоа е да давам некакви лажни надежи на јавноста, независно дали тоа ме прави популарен или непопуларен, дали луѓето ме мразат заради тоа или ме сакаат. Јас очекувам нула отстапки од Бугарија и не само кога е Радев, и да се малку поумерени политички сили, мислам дека истото ќе постапат на истиот начин, само ќе не упатат на преговарачката рамка која е веќе дефинирана и која за нас е евидентно неприфатлива и врз база на која не можеме да преземеме политички чекори, затоа што јавноста очекува сосема поинаков тип на акција, тоа е непреземање на таков чекор, односно неправење на таков компромис. Така да, иако вака како што е срочена изјавата на Радев, може да роди само радикализација на другата страна, може многу подипломатски да се даде таа изјава за да не предизвика толкав револт. Меѓутоа јасно е, Радев припаѓа на она најантимакедонистичка струја во бугарската влада без конкуренција, он е дел од една политичка структура која веројатно најрадикално сака да се спротивстави не само на Република Македонија, туку и генерално на идејата на македонизмот. Што не ги прави и другите политички сили во Бугарија многу поумерени. Дури најумерените политички сили во Бугарија имаат горе-долу ист став по ова прашање. Тоа нас не амнестира, само ова да го додадам гораст, тоа нас не амнестира од врската да си го решиме проблемот, затоа што ќе западнеме во истата заблуда во која бевме со Грција, дека времето работи за нас, дека ќе дошла некоја подобра влада и слични глупости кои апсолутно нема да се случат. Долгорочно што би значила ваквата стагнација на евроинтегративниот пат? Оно што значеше 10 години за време на владата на Груевски. Ќе биде реприза на сосема истото. Ја не очекувам нешто различно да се случи. Ќе изгубиме 10 години и на крај ќе дојде некоја влада која ќе сфати дека ќе мора некако да го реши проблемот. Ако тоа решение не биде уште порадикално и полошо од ова што сега го имаме, времето не работи за нас во таа смисла и ќе се случи тоа што се случуваше во периодот 2006-2016. Јас мислам дека ние имаме една комплетна реприза на целата таа епизода, само со нов билатерален проблем, кој по мене дури може би поосетлив од прашањето на географската одредница на државата и решавањето на проблемот со името, затоа што задира во некои уште почувствителни делови на македонскиот идентитет и задира многу непринципиелно би рекол, меѓутоа велам, колку год да е болно и колку год да е тоа еден непријатен процес кој нам ни предизвикува една нелагодност и страшни фрустрации, не амнестира од фактот дека мораме да го решиме, мораме да стиснеме зави и да најдеме начин некако да го надминеме. Отстапки од Бугарија не очекувам, отстапки од наша страна нема да има исто така да мислам дека овој статус кво ќе биде една подолгорочна ситуација во која нема да дојде до некој решавање. Ако после локалните избори не се преземе нешто, потоа мислам дека возот ќе замени, ќе ги гледаме другите држави како полека напредуваат. Тоа ќе бидат пред Албанија и Црна Гора по сите индикации.
Не верувам дека тоа ќе биде Србија, посебно не после ова што се случи последните неколку дена, и веројатно ќе оние луѓе кои се еврооптимисти ќе им биде криво, а оние другите ќе се раскажуваат таа приказна за мали деца дека Европска унија утре ќе се распадне, дека тоа и онака не вреди, дека ние не можеме да направиме никакви компромиси и така натаму, односно таа некоја утешителна приказна, нели, ќе биде фреймингот медиумски, владин и така натаму, ќе има таков фрейминг дека тоа не вреди, дека Европската унија е готова и слични бајки за мали деца, за да некако се утешиме, да се осеќаме малку подобро за себе си, ќе живееме во една таква атмосфера која ќе биде прилично повторување на она што беше периодот 2006-2016. Или, ајде да бидеме попрецизни, 2008-2009-2016. За 11 месеци 3 екзотични дестинации: Јапонија, Обединетите арапски емирати, туристичката дестинација Валенсија, февруарска турнеја, неколку дневни посети на САД и Австралија, патување во Унгарија. На мапата на реализирани надворешно политички дестинации ретко може да се види Брисел по речиси 11 месеци власт предводена од ВМРО ДПМН. Во меѓувреме се заговара или се почесто се зборува за алтернативни решенија, блиски луѓе, поранешни амбасадори, соработници на актуелната власт ја заговараат идејата, повторно се реактуализира идејата околу БРИКС. Како вие гледате на ова? Гледам како политички авантуризам, посебно идејата за БРИКС. БРИКС е за големи играчи. БРИКС е нешто сосема друго. Меѓутоа, тоа е тој фрейминг кој треба да потсети на оно што го прави Александар Вучич, тоа е некаква приказна која потекнува тој дискурс на неврзаните и која е блиска на таа некоја средна и постара генерација, која е практично маса на гласачко тело, односно гласачко тело кое е мнозинство. Таа приказна одзвонува, резонира прилично јасно кај нив, дека ние така ќе се најдеме во некој балансерска улога. Кога веќе Европа не сака, кога веќе таму не припаѓаме, ќе водиме некоја балансерска улога, не знам, ќе одиме на парадата во Москва и така натаму, ќе изиграваме некакви неврзани и така натаму некаков трет блок, се додека Европска унија не се доброволи да не прими, што по мене е некаква бледа, лоша и неубава копија на политиката на Вучич. Не мислам дека владата ќе оди во тој правец, искрено. Мислам дека се тоа само она, како велат, пиар станц, односно пиар вратоломи, да малку се олабави притисокот околу европската интеграција, затоа што во суштина, иако нема што да се олабавува, јасно е ставот на јавноста дека над 80% од етничките македонци не сакаат компромис со Бугарија, така да притисок всушност не постои, меѓутоа сега фреймингот малку се менува, нели? Во правец на тоа дека ние сега ќе водиме таа политика некоја на трет пат и така натаму како сакате наречете. Мене ме потсеќа на титуистичката политика на неврзаните и дека тоа нели како демек е паметно. Не мислам дека тоа ќе да било каков резултат од тоа ќе оди во правец само на ова што го зборував, некакво утешение за нашата неуспешност, која не е за жал само наша вина. Со овакви соседи многу тешко, евидентно е да напредуваме. Меѓутоа, ја мислам дека јавното мислење е неповратно сменето и дека политичките елити немаат многу избор осим да го слушаат, бидејќи било каков обид да се реши нешто, има многу висока политичка цена, ќе има многу повисока политичка цена него во однос на Преспанскиот договор, на пример, кој како така помина некако кај јавноста, не многу сјајно, меѓутоа помина. Овој пат такво нешто не е возможно. Гневот е голем кај граѓаните, прилично се бесни се осеќаат изневерени од Европската унија и што воопшто не значи дека таа некоја политика на неврзаните која ние сакаме да емитираме и тој некој дискурс на Вучич воопшто нас не одговара или дека по мене води некаде. Тоа е само една, како би рекол, тоа се вика лижавче, нели, колоквијално, кој треба да ви утеши дека демек водите некаква надворешна политика која по мене нема врска. Не замерам воопшто за обидот да се приближиме до Трамп, не мислам дека тоа е само по себе лошо. Мислам дека тоа беше, можеби не требаше да истрчаме со резолуцијата како држава, баш нели да бидеме тие кои најнапред ќе отидат во тој напор. Меѓутоа по мене логичен е напорот да се направи да се приближиме со американската администрација, зашто таа сепак во многу ситуации, независно кој бил председател и каква администрација имало, ни помогнала. Ова другото околу БРИКС, реактуализација на БРИКС и така натаму, јас можам само да кажам со среќа, нека се обидат, ќе видиме како тоа би завршило. Јас мислам дека тоа нема буквално никаква иднина. Меѓутоа тоа е дискурсот кој се наметнува и тоа е дискурс кој е последица на фрустрација и на гнев.
Хрватскиот претседател денове беше во Скопје со чудна сугестија. Само немојте да бидете жртва на некаква принуда, изнудување, кога станува збор за членството во Европската Унија, Хрватска, која исто така долги години имаше спор со Словенија околу морското разграничување. Одлично што доаѓа од луѓе како Орбан, како Милановиќ и така натаму, кои се во принцип најголеми корисници на ЕУ фондови, а најмалку придонесуваат. И кои апсолутно се во огромен профит од членување во Европската Унија. Погледнете ги нивните контрибуции на Хрватска и Унгарија, а погледнете колку средства трошат и сега ви стане јасно. Така да таа позиција на демагогија, немојте да одите во ЕУ од перспектива на ЕУ држава, благодарам за советот, секако нема да одиме очигледно со вакво јавно мислење и со ова расположение кое сега владее предоминантно во Македонија. Така да нема за што да се секира Милановиќ, нека продолжат да ги користат ЕУ фондовите масовно и нека ги поучуваат другите како во Европската Унија е лошо и како не треба да се оди. Тој тип на демагогија јас би го остел за широките народни маси, некој веројатно им се допадна ова, јас би ја нарекол демагогија без никаква задршка. Следите 3 гости во емисијата на универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ. Професоре, дали битката против корупцијата е еден од моделите на свртување кон внатрешните приоритети за намален криминал и правна сигурност? Само толку е прашањето. За почеток на овој дел. Секоја нова влада почнува нова битка со корупцијата. И сите тие битки до сега завршиле на ист начин. Затоа што се базираат на системот кој е воспоставен овие 30 години, кој е фундаментално корумпиран. Јас никогаш не сум бил, можеби бев 2016 малку оптимист и морам да признам дека веројатно испаднав будала. Сега веќе не сум и не верувам дека со промена на која било следна власт ќе бидам оптимист во однос затоа што тоа е истиот човечки материјал, тоа е истиот систем, тоа е истиот судски систем, тоа е истата администрација, тоа се во крајна линија вториот и третиот ешалон на истите политичари кои беа дел од една влада која немаше баш сјаен, како да речам, трак рекорд, како се вели тоа, или историјат на борба со корупција. Така да мислите дека ќе замесите по различен колач со истото тесто е прилично наивно. Преидете на следното прашање да не си губиме времето. Дали овој стап може ќе го промени вашето мислење? Во државата нема веќе место за врски, непотизам и заштита од одговорност. Силата на државата не се мери со привилегиите на поединци, туку со тоа дали правдата стигнува и до најмокните, порача Неделова Мицковски. Полна поддршка, ако сериозно го мислите, а и ако владата со и оваа политичка структура застане позади таа реченица и ни покаже со пример дека тоа ќе биде така. Треба да видиме. Во истиот ден кога тоа го изјави, неговиот коалицијски партнер му се откри една прилично голема и скапа афера, така, што го демантираше инстантно во однос на продажба на земјиште и така натаму. Немам јас ништо против тоа, апсолутно. Се е тоа легитимно како изјава, меѓутоа тоа ќе треба да се покаже на дело. Декларативниот дел на политички изјави апсолутно го игнорирам. Престар сум за да пуштам, не знам, на телевизија да слушам изјави од политичари. Мене ми треба некој тоа да ми го покаже во она што се вели во реал тајм, да видиме колку актуелни функционери ќе отидат во затвор, колку актуелни политичари ќе бидат затворени, бидејќи овие од бившата власт да ги затварате многу лесно. Така, почна нешто со Рашковски, почна нешто со Зекири и така натаму во минатата власт и тоа беше недоволно прилично и тоа беше еден мал опсек кој со промените на кривичниот законник заврши катастрофално. Така да видиме сега кој ќе биде избран, кој модалитет ќе биде избран за амнестија на криминалите, на потенцијалните криминали на оваа политичка гарнитура и така натаму. Ако воопшто биде избран, ако не биде избран и навистина се застане за една сериозна борба за корупција, граѓаните го препознаат тоа независно што сум јас циничен. Власта прилично е убедена во комотноста која има, односно ВМРО, ДПМН пред се, веројатно поради парламентарното мнозинство кое го има, но дали овие превирања во вреди, таравари, те излага, те не излага, всушност се дополнителен товар и создаваат дополнителни политички тензии пред се внатре во владината коалиција и генерално на политичката сцена. Каков расплет очекувате во овој дел? Па како не, тоа е прилично лошо, заради тоа што е евидентно дека немате баш стабилен партнер од другата страна кај албанците, или ќе имате партнер кој може со време да стане репрезент на многу мал број на гласови на албанците. Ќе видиме како таа ситуација ќе се развие.
Нема да бидат толку релевантни на локалните избори бројот на градоначалнички места, затоа што на многу места ВМРО-ДПМН веројатно ќе помага на Влен со своите гласови. Нешто што често му беше замерено, например, на Пендаровски, како со албански гласови станал председател. Сега да видиме колку градоначалници од Влен со македонски гласови ќе станат градоначалници, така, бидејќи да немаме двоен стандард за работите, чисто да знаеме за што се работи. Инаку, на советничките листи веројатно ќе биде порелевантно што ќе се случува. Ако тука има огромна дискрепанца помеѓу Влен, од друга страна не знаеме дали Алијанса и Дуи ќе одат заедно. Моја претпоставка е дека ќе одат заедно, или дека Дуи на некои места ќе ја поддржи Алијанса и обратното. Тогаш веќе ќе има владата голем проблем со представувањето на албанците во владениот состав. Кои би биле реперкусиите од евентуалниот маневар на Таравари? Ако остане, веројатно и натаму ќе има сомнеш како таа влада би функционирала на релација Мицковски, Изет Меджити, Таравари. Ако пак замине, колку премиерот ќе може да биде комотен во таа констелација на случувањата? Таравари ќе мора да замине по се изгледа. Сите сигнали досега, додека ја снимаме оваа емисија, укажуваат на тоа, затоа што Влен нема да покаже баш голема трпеливост кон структура која соработува со Дуи. И пораката е јасна. Тука ќе во еден момент ќе се искристализира таа слика или. Тешка е позицијата на Мицковски во овој момент да ги избалансира интересите на од една страна на Таравари, од друга страна на Влен, затоа што тие се чинат непомирливи. Во таа смисла, веројатно Таравари ќе мора да го напушти ресорот и да напушти владата, а потоа како ќе настапува е веќе прашање на политичка процена. Со Дуи, без Дуи, сами. Иако аз некако мислам дека тој настап не сум убеден баш сега во моментов во негов соло настап на локалните избори, затоа што не знам што би значил, некако би се изгубил веројатно помеѓу Влен и Дуи во целата таа ситуација. Влен ќе има сесрдна помош од ВМРО-ДПМН и нивните гласачи. Дуи си е доволно, веројатно е убеден дека е доволно силен на терен за да истрча. Гледаме дека најмногу предвремени избори, дури парламентарни бара Дуи, значи убеден во својот рейтинг. Јас рейтинзите не ги знам во овој момент кај албанскиот фактор. Меѓутоа Дуи убеден дека добро би поминал во оваква ситуација, особено што сега успеа да направи маневар на привлекување на Таравари на своја страна. Така да сепак мислам дека Таравари ќе мора да напушти и да се определи за некаква коалиција со Дуи или за некаква соработка, што од друга страна го става Села во една прилично непријатна позиција и да видиме каков ќе биде неговиот одговор. Првите реакции на Села не беа многу позитивни. Јас дадов една прилика изјава и ќе ја повторам дека веројатно Таравари реши да се евакуира од влада која нема намера да направи нешто со прашањето со бугарите во уставот и со преговарачката рамка. Дали преку подгревање на етнички тензии се врши притисок на владата на Мицковски? Да ви кажам, од сите политички реторики, мене ми е таа веќе најизветвена и некако истрошена. Јас можам да бидам критичен и кон ВМРО-ДПМН, да бидам критичен и кон СДСМ, да бидам критичен кон сите, меѓутоа таа фабрикација на етнички тензии за тоа дека така не знам сега ќе се прават некакви немири и така, тоа ми е многу 90-ти некако реторика и мислам дека требаше да се надмине до сега. Евидентно не е надмината, евидентно кај дел од гласачкото тело, особено кај албанците, дава некаков резултат. Дали дава резултат ќе видиме на локалните избори, а потоа евентуално и на некои предвремени парламентарни кои би били или не би биле со локалните, не знам. Тоа веќе оставам на оние кои се политичари да го решат. Колку се издржани тезите дека се е подкопан мултиетничкиот карактер на државата, потоа дека албанците се маргинализирани, особено вреди во владата на ВМРО-ДПМН, дека немаат истата таа моќ и влијание како, например, што Дуи го имаше во времето на владење на ВМРО-ДПМН со Груевски и со Заев. Тоа е сигурно така. Сега да се потсетиме на што го и освои ВМРО-ДПМН изборите, дека СДСМ се измеќари на Дуи, така? Тоа беше реториката. И тоа од некоја перспектива изгледаше така. И сега не знам што се сите зачудени, што СДСМ има одиозен став кон Дуи во однос на дури поодиозен од ВМРО-ДПМН. И се гледам дека ги критикуваат многу по социјални мрежи сега, дека како вака се свртевте и така натаму. Па знаете ли колку ги чинеше СДСМ коалицијата со Дуи, останувањето со Дуи до крај? Не на временото расчистување, можеби не со цело Дуи, меѓутоа со некои структури, особено со Артан Груби и така натаму. Ги чинеше на тоа да паднат на 18 претеници. Не беше само тоа причината, да се разберем, имаше редица причини. Можеби она со пасошите на крајот пресуди и по 20 претеници да паднат и така натаму и така натаму. Меѓутоа факт е дека
А позицијата на Влен во оваа влада и позицијата на Дуј во претходната влада е небо и земја. Апсолутно Дуј на крајот ги водеше сите процеси. Имаше огромно влијание. Ова е сега страшно намалување на политичката моќ на албанците. И тоа можеби некако би поминало да не се користи масовно риториката која по мене е многу несмотрена и не треба да се користи, а тоа е дека ВМРО-ДПМН стално знае, за разлика од СДСМ, да им го покаже местото на албанците. Се додека дискурсот е така врамен дека некој некому треба местото да му го покажува, по мене нема да имаме здрав меѓуетнички живот. Можно ли е Дуј на мала врата да се врати на Линденска број 2, имајќи во предвид, например, дека се обидува да создадат тензии во државата, блицкриг по укинувањето, например, на балансерот, сега законот за употреба на јазиците. Предуставниот суд и така. Да, тоа е прилично отворено сценарио. Велам, тоа повторно ќе зависи од бројките. Политичката математика е многу екзактна. Нема тука многу простор за шпекулација. Ако Дуј, предпоставувам заедно со Алијанса, ќе видиме, не знам, тоа ќе си го решат тие, освојат драматично повеќе гласови од Влен, тука е математиката многу јасна. ВМРО-ДПМН тешко ќе избика од обврската да ги земе во влада како партнери. Или ќе ризикува да биде во влада со малцинскиот партнер, што ќе зголемува фрустрацијата кај албанците и веројатно ќе ја подкопува позицијата на самиот Влен на долг рок. Благодарам за разговорот и гостувањето. Ти благодарам. Значи не може да се уништи македонскиот јазик. Говорителите го носат во себе. Не се уништил 500 години и повеќе под туги власти и со многу поголеми проблеми, така што не, но ако зборуваме за стандардниот, за современиот македонски јазик, неговата правилна употреба и сето она за што во моментот се грижи и Советот за македонски јазик, мислам дека законот ќе помогне во огромна мера доколку се спроведува како што е пропишано со законот. Осум децении од кодификацијата на македонскиот јазик, азбука и граматика, како стожерни лингвистички и етнички белези на една нација. Со одлука на АСТУМ се поставени темелите на комплетниот идентитет на македонците во повојните движења на антифашистичка Европа. Во ова издание на Тренинг гостин е академик Маријан Марковиќ, јазичар, славист, балканист. Академик Марковиќ, најпрво честитки за наградата. Благодарам. И што ме поканивте во емисијата, благодарам и за честитките. Тоа е колективна награда на 15-тина луѓе, научни работници од Институтот за македонски јазик и од Центарот за реална лингвистика при МАНО за македонскиот дијалектен атлас, лексички том, што ни е мило и верувам дека и заслужено. Професор и академик Марковиќ, често се користи изразот македонист. Дали е тоа лингвистички или патриотска идентификација и на вас, научниците? Ако гледаме од синхрониски аспект, значи од денешен, повеќе е поврзано со лингвистиката. Значи, оние кои што се занимаваат со македонистиката, пред се како главна гранка во рамките на пошироката област на лингвистиката, се македонисти. Може да биде и македонист славист, македонист балканист. Така што е лингвистичка, не би одел во друг тип на квалификација во однос на лингвистиката. После 8 децении на етаблиран јазик, дома и во лингвистичката мапа на Европа, зошто претседателката Гордана Сијановска Давкова на одбележувањето на 8 децении во МАНУ рече, цитирам, се уште се присутни знаци на балкански национализам што не го прифаќаат македонскиот идентитет. Дали е тоа вкоренет страв со што се плашат граѓаните или така се бранимо од грчко-бугарските напади и обидите за омаловажување и негација на македонскиот јазик? Дали постојат реално стравување од ваквите обиди за негација на постоењето на македонскиот јазик? Не мислам дека се работи за некаков колективен страв кој што таа го изрази при својот говор, туку се работи за факти кои што се можеби стотици години наназад.
можеби немањето на моќ во војска, држава, администрација, поголем период од функционирањето на македонскиот јазик, придонел, особено во 19. век, тие апетити пред се територијални да се наметнати врз јазичните права. Како што знаеме, функционирањето на еден јазик не завршува само во државните граници. Има и многу други примери, но нема секогаш примери каде што соседите, односно таму каде што функционира македонскиот јазик, го омаловажуваат или не го прифаќаат, не го признаваат. Ние би биле срекни да го подигнат неговото ниво. Сепак тоа би било богатство и за Грција, за Албанија, за Бугарија, за сите соседни. Реални ли се стравувањата од атакување врз постоењето на македонскиот јазик, кој впрочем е и признат? Да, во лингвистичка смисла на постои зборот. една дилема кога ќе кажеме македонски јазик, дали сметаме на современиот нормиран на стандардниот јазик или на јазик како нели средство за разбирање и артикулација на светот околу нас. Значи стандардниот македонски јазик признаен во Обединетите нации, во сите меѓународни комисии, така воопшто не може да биде предмет на никаква дебата, не верувам ни на загрозеност. Може да се јавуваат, како што еве сме сведоци, обиди за негирање, дури и на нешто такво што е признаено, но тоа се, мислам, јалови обиди, како што биле. Битката за прифаќање на стандардниот македонски јазик во сите меѓународни тела, и политички, и научни, завршила одамна, во 20. век. Да немал моќ или да немал, како да ги немал сите оние елементи што го прават јазик, не би успеал да биде прифатен и признан во сите тие тела. Само да појаснам. Например, во Меѓународниот славистички комитет, врвно тело во однос на славистиката, има околу 38 комисии, значи за граматички систем, за атласи, каде што сум јас вклучен, за општо словенскиот лингвистички атлас, за фонетика, за сите сегменти од јазикот и многу повеќе. Во најголем дел од тие комисии има и македонски представници, што значи дека македонскиот јазик во меѓународните институции е рамноправен со сите други јазици. Што значи ако некому не му се допаѓа, тоа е индивидуално, никогаш не било доведено под прашање рамноправноста и самостојноста на македонскиот јазик во меѓународната научна средина. Што значи дека неоправдани се стравувањата од можна негација на македонскиот јазик? Па не знам, навистина не сум, мислам дека не сум доволно компетентен да одговорам на ова прашање од многу поширок аспект, освен од мојата потесна област. Стравувањата се оправдани во однос на тоа што надвор од границите на државата, правата, јазичните права се снижени, дури поништени, да бидеме искрени. Дури во однос на научните истражувања, мене лично не ми е лесно да кажеме во Грција да вршам истражување на македонските дијалекти. Морам да го правам тоа на многу посуптилен начин. И во Македонија, и во Бугарија се пишуваат во Македонија книги на бугарски јазик, во Бугарија имаме книги на македонски јазик. Секако. Значи повеќе моје, како да кажам, што значи дека меѓу научната фела не постојат недоразбирања во тој дел околу употребата на македонскиот јазик? Јас ви го разбирам прашањето, да можам да го дадам вистинскиот одговор, сите проблеми би се решиле. Повеќе јас гледам од дијалект, значи го гледав проблемот од поширок славистички и дијалектолошки аспект. Мислев на воопшто зборувањето, значи употребата на македонскиот јазик како идентификацијско средство. Не на стандардниот. Значи стандардниот македонски јазик си е, нели, државен официјален јазик и верувам дека таа размена со сите соседи и со Бугарија, гледам и во Грција има преводи, би требало да се одвива на цивилизиран и нормален начин. Академик Марковиќ, професор Симона Груевска-Мажовска
на одбележувањето на денот на македонскиот јазик бара да не се прави релативизирање на државниот статус на македонскиот јазик. Дали е тоа дел од предупредувањето дека македонскиот јазик се повеќе е атакуван и дома? Значи, штом се почесто се слуша ова, јас го слушам така и го чув во повеќе говори при одбележувањето на денот на македонската азбука и 80 години од кодификацијата, штом луѓе кои што се занимаваат и од научен, делумно и политичарите го сметаат тоа, секако дека има некаква логика, бидејќи и кога не бил нормиран македонскиот јазик бил обединувачки на целата територија. Луѓето без школи зборувале по неколку јазици, дали на дијалектно ниво, воопшто не е важно да се разбирале меѓу себе. Но дали политиката ќе се обидува да направи како обратна доминација на други јазици, мислам дека тоа е на штета на сите, на говорителите на сите јазици во нашава земја, бидејќи познавањето на македонскиот јазик, користењето, неговото ниво како официјален, службен, државен и така, би требало да биде надпартиско, надетничко, во сите и обединувачка улога да има. Дали постои опасност од дерогирање на македонскиот јазик со рамноправност со албанскиот јазик, например? Рамноправност во однос на што? Секако дека верувам дека употребата на албанскиот јазик на одредени нивоа е веќе етаблирана, но нивото на македонскиот јазик мислам дека би требало да биде на највисокото државно ниво и од него да излегуваат сите понатамошни јазични права. А далеко од тоа дека би требало да се оспори нечие право да зборува, не е само албанскиот, имаме па само во, мислам, аромански и тоа повеќе дијалекти во Македонија. Дали свесно ги одбегнуваме говорот на нашите егици, пиринци или на македонците од Преспа? Не би рекол дека е свесно тоа. Значи, мислам дека и председателот на МАНУ во својот говор спомна такво нешто, неколку извадоци од текстот на Конески во 45-та година во однос на македонскиот литературен јазик, каде што кажува Конески еден од главните принципи е македонскиот јазик, стандардниот во иднина, да продолжи да се темели на македонските народни говори. И тоа е едно фасцинантна работа за мене од јазичен, од дијалектен аспект, од лингвистички, дека македонскиот јазик е еден од ретките словенски јазици кои што го има тоа дијалектно богатство како една основа од која што може да црпи во огромна мера и за збогатување не само на лексиката, туку воопшто на самата структура, бидејќи толку долго без норма, со толку многу над 50 на 60 на посебни говори на целата јазична територија, и дел од тие говори се вградени како основа за стандардниот македонски јазик, мислам дека тоа е огромно богатство кое што треба да продолжи да се користи. Јас сум против тој пуризам и да се исфрлаат дијалектните зборови или други дијалектни елементи од стандардниот македонски јазик. Напротив, тој треба да продолжи да се збогатува. Зошто и по една година од носењето на законот за македонски јазик, тој се уште не е во примена? Политичкиот сегмент на сето ова е во позитивна насока. Според она што го знам и го слушам и во однос на Министерството за образование и наука и Министерството за култура, на вистина се вложуваат огромни напори сето ова да заживее. Јас сум убеден дека ќе влезе во функција, бидејќи како што знаеме сите на хартија
Имаме и многу други прекрасни закони. И претходно имало закон за македонскиот јазик, но неговото спроведување секогаш наидувало на проблеми. Академик Марковиќ, на крајот, дали од примената на законот за македонски јазик зависи сегашноста и иднината? Ако Значи, не може да се уништи македонскиот јазик. Говорителите го носат во себе. Не се уништил 500 години и повеќе под туги власти и со многу поголеми проблеми, така што не. Но ако зборуваме за стандардниот, за современиот македонски јазик, неговата правилна употреба и сето она за што во моментот се грижи и Советот за македонски јазик, мислам дека законот ќе помогне во огромна мера доколку се спроведува како што е пропишано со законот. Да се вработат или да се ангажираат лектори, колку што прочитав тоа што го кажува министерот за култура, дека не мора да бидат сите вработени, туку може се таа институција да си ангажира и хонорарно лектор. Значи тоа е некое решение, се извинам, не министерот, туку предпоставам дека новата директорка на инспекторатот, мислам тоа господина, се извинувам. Така што нема да гледаме и ние како лингвисти со подсмешливост на одредени документи или дури и написи и не само во медиумите, да не зборувам во јавниот простор, кога сето тоа ќе се применува и ќе може да помине низ едно прочистување или лекторирање и верувам дека тоа ќе биде еден сегмент. А другиот сегмент на правилна употреба ќе се однесува и на внатре и на самите институции, верувам и на писмен и на усмен начин, така што се зависи од примената. Јас сум некако оптимист, да бидам искрен. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам што ме поканивте. Академик Маријан Марковиќ, еве што ќе гледате во продолжение од ово издание на емисијата. Ние уште во 2003 година на самитот во Солун добивме јасно уверување дека сите земји од Западниот Балкан ќе станат еден дел од европското семејство. Меѓутоа, почнувајќи од 2005 година, па негде до 2022 година, гледаме дека тоа ветување бледнее некако. Односно дека датумот кога тоа ќе стане реалност, станува некако недофатлив. Партизацијата е проблем со кој што оваа држава се бори долго време. Всушност, ако погледнеме наназад од она што од перспективата од која што јас работам, оној прв извештај на Прибе 2015-та и потоа 2017-та во голема мера повторен, велеше дека и со право, мислам, јас се служувам со таа оценка, дека всушност државата во најголема мера е заробена. Фридрих Мерц е 10-тиот германски канцелар. Веројатно првиот германски канцелар кој се соочи уште на самиот старт со пех. Бундестагот во првото гласање не успеа да му ја даде потребната поддршка. Среќата на Фридрих Мерц се насмевна по вториот пат. Но дали владината коалиција, предводена од, речиси, клучните германски партии, СПД, ЦДУ и ЦСУ, всушност во наредниот период ќе играат клучната улога на европската политичка мапа. Пред се германскиот канцелар Мерц, кој веројатно после средбата со францускиот претседател Макрон, ќе играат клучната роља во усогласувањето на европската политика во однос на американските политики предводени од Доналд Трамп. Уште од самиот старт, веројатно ќе има усогласување на политиките на Брисел во однос на тоа како ќе се делува и ќе се реагира на непредвидливоста на американскиот претседател. Мерц доаѓа во прилично интересна политичка состојба, доста изменета политика на Соединетите Американски држави и кон прашањето на Европа, и кон прашањето на Украина, и кон прашањето на Русија.
но и кон прашањето каква улога Соединетите Американски држави треба да имаат сами кон себе. Така што и за време на кампањата, а и понатаму, Мерц неколку пати најави дека е време Европската Унија да ја земе собствената судбина во своји раце и да покаже дека и она представува определен играч на светската мапа. Првата посета на германскиот канцелар Мерц е на Париз, средба со Макрон, веројатно со јасна порака дека Европа ќе биде обедината и дека нема да дозволи Соединетите Американски држави да го играат, да го имаат клучниот збор во геополитичките прегрупирања. Представува навистина голема промена, бидејќи ако погледнеме политиката на Соединетите Американски држави, без разлика дали председателите биле од Републиканската партија или од Демократската партија, биле прилично конзистентни во поглед на потребата од Европска Унија да екзистира и од односот на Соединетите Американски држави кон своите партнери во рамки на НАТО алијансата. Сега гледаме прилично поинакви пораки, што во принцип ја прават Европската Унија многу поранлива, имајќи предвид дека претходно многу повеќе се потпирала на моќта политичка и економска на Соединетите Американски држави и практично се отвара простор сега за Европската Унија да покаже дека представува самостојно определен битен играч на мапата. Доаѓа во прилично тежок момент, би рекол. Ја имаме војната во Украина. Доаѓа во прилично тежок момент, бидејќи и во рамките на европските држави забележуваме подем на и либерални политички партии и забележуваме определени тенденции на демократско уназадување, така што навистина ќе имаат веројатно тешка задача во предстојниот период, не само во поглед на прашањето околу војната во Украина, но и во која насока понатаму Европската Унија ќе се развива, имајќи предвид дека и во самите земји членки во подем се политички партии кои ја преиспитуваат потребата од постоење на Европска Унија во ваков формат. Ако се навратиме неколку години назад и ако направиме компарација со минатото и сега, ќе забележиме дека во Европската Унија постои своевидна замореност од процесот на проширување. Дали тоа е и порака и помалку дестимулирачки за земјите аспиранти за членство во Европската Унија? Нашата приказна во патот на европските интеграции навистина уникатна. Би рекол дека оние кои не ја познаваат историјата и собственото минато се осудени грешките од минатото да ги повторат. Имено ако погледнеме, ние уште во 2003 година на самитот во Солун добивме јасно уверување дека сите земји од Западниот Балкан ќе станат еден дел од европското семејство. Меѓутоа, почнувајќи од 2005 година, па негде до 2022 година, гледаме дека тоа ветување бледнее некако. Односно дека датумот кога тоа ќе стане реалност, станува некако недофатлив. Практично, по 2005 година се забележува еден процес каде што самата Европска Унија има определен замор и недоверба кон наредно проширување. Оно што за нас е релевантно, во моментот кога ние и нема да бидеме примарниот фокус на Европската Унија, кај нас реформите запираат и доживуваме определени назадувања во поглед на владење на право, во поглед на човекови слободи и права, во поглед на параметри кои што се битни за едно демократско општество. Како Европската Унија во тој период реагирала кон ваквите состојби и кај нас, но и во другите држави од Западен Балкан, односно подемот на авторитарни тенденции? Прилично тивко. Ако погледнете во извештаите за напредокот на сите држави, забележени се аномалии, меѓутоа се прилично технократски направени и би рекол дека
недоволно е акцентирано дека државата не иде во вистинската насока. Така е многу интересно да погледнете како одеднаш Македонија, која низ неколку години добива препорака да ги започне преговорите од страна на Европската комисија, наеднаш во 2015 година се случува и 2016 година Македонија да биде етикетирана, да биде условена како држава грабната или state capture случаен. Заробена држава. Заробена држава, така. И во тој период кој ќе земете, покрај тој технократски моментум, го имате и моментумот дека дури и во периоди кога таквото назадување на демократските вредности е многу евидентно, политичари од страна на Европската Унија беа присутни во земјите на Западен Балкан, истакнувајќи дека добри лидери, добри реформи се спроведуваат. Имаме ли демократска култура и во делот на и спремност искрена во исполнувањето на критериумите кои ни ги испорачуваат Брисел, или само се реализираат козметички решенија без при тоа суштински да напредуваме во оние делови во кои најчесто сме критикувани: владење на правото, битката против корупцијата, функционалноста на институциите, всушност нефункционалноста на институциите. Па таквиот капацитет низ процесот на преговори ние треба да го стекнеме. Тоа што е многу важно, самото членство во Европската Унија не треба да се гледа низ призма како членство, него треба да се гледа низ призма како создавање на држава која сите овие параметри ќе ги исполнува. Затоа што моментот ние кога ќе станеме дел од Европската Унија, проблемите веројатно сите и нема да и исчезнат, а и опасностите за едно демократско општество нема да исчезнат и ќе бидат се уште тука присутни. Така што процесот на преговори е замислен така да сите овие моменти кои вие ги спомнавте станат реалност низ тој процес на преговори и од некој вид на козметички станат суштински. Досега, ако погледнеме, претежно козметички, меѓутоа, она што би сакал да го потенцирам, па суштинските моменти кога ќе може да ги забележиме, најчесто доаѓале во моменти кога таквиот видливоста, предвидливоста на процесот за членство во Европска Унија биле присутни. Моментот кога тоа се губи, некако повеќе се врзуваме за козметички промени, колку да се покаже дека определени работи се прават во име на членството на Европската Унија. Каде Македонија потврли, имајќи во предвид дека пред неколку години бевме можеби најподготвени во однос на другите земји од регионот. Сега се почесто слушаме дека Црна Гора и Албанија се на најблиску до членство во Европската Унија. Еврокомисарската за проширување констатираше дека Македонија е тажна приказна. Тажна е само поради нас самите или поради помалку резервираноста на Европа кон нас? Мислам дека приказната е двојна. Мислам дека ние од една страна нема никаква дилема дека приказната е тажна, бидејќи во моменти кога сме требале да добиеме награда, таа награда не сме ја добиле, да кажеме 2019 година, 2020 година, наместо процесот на преговори конечно да биде започнат, ние се соочивме со ново вето и тука некако потврливме. Наредните години, наместо да се донесат, а и уште повеќе имплементираат законските решенија во пракса, или не беа донесени, или останаа само некој вид парче хартија не имплементирана во пракса. Политичката култура дома. Ако ние имаме народни избраници кои треба да донесат одлука во рамки на законодавниот дом, зошто тогаш има потреба од одржување на лидерски средби, а не прашањата и проблемите да се решаваат во рамки на парламентот? Апсолутно сте во право. Лидерските средби се една од големите болки и лидерските средби се веројатно многу сликовит приказ на моќта на неформалните институции во Македонија, кои веројатно го прават проблемот помеѓу козметички промени и суштински промени. Имено, апсолутно
моментот дека главните одлуки ви се носат на лидерски средби зад затворени врати, далеку од очите на јавноста, а понатаму се сервираат само во парламентот за да бидат изгласани, не е приказна за држава која треба да биде дел од Европската Унија. Што значи, потребни се многу по-стандардни решенија, потребни се решенија кои што нема да бидат импровизација од една криза до друга криза, од еден момент до друг момент. И на тој пат, повторно ќе кажам, покрај завршување на нашите домашни реформи, во битката за домашни реформи, мислам дека е многу важна поддршката на Европската Унија и поддршката, не ќе повторам декларативно, туку со предвидливост во процесот. Благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата. Домашна консолидација, европска стагнација. Вака накратко може да се окарактеризира владењето на оваа владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицковски. Иако власта се фали дека полека ги консолидираат редовите на домашната политичка сцена. Сосема евидентно дека европската агенда во моментов не е меѓу приоритетите. Дали е тоа резултат пред се поради домашните политики или поради во моментов не така заинтересираноста на Брисел во однос на процесот на проширување. Но критиките или забелешките од страна на Брисел во однос на македонските владеачки гарнитури се однесуваат пред се околу владењето на правото, нефункционалноста на системот, битката против корупцијата и криминалот. Тоа е прилично колоквијален термин, меѓутоа најверојатно луѓето што го користат, бидејќи јас не го користам многу, мислат на владењето на правото, мислат на недостатоци во државните институции, во начинот на кој што администрацијата одговара на граѓаните, а секако овие денови сите сме обседнати од трагедијата во Кочани, најмногу е фокусот таму, меѓутоа овој термин се користи подолг период во однос на тоа, на чувството од кое што постои од граѓаните дека државата не испорачува во однос на своите обврски. Каде затаивме во тој дел? Поради пред се неажурноста на институциите, нефункционалноста на институциите, партизираноста на институциите, имајќи во предвид дека многу често добиваме пораки од Брисел дека мора да ги ослободиме институциите од бирократската неефикасност, од партизираноста. Видите, партизацијата е проблем со кој што оваа држава се бори долго време. Всушност, ако погледнеме наназад од она што од перспективата од која што јас работам, оној прв извештај на Прибе 2015-та и потоа 2017-та во голема мера повторен, велеше дека, и со право мислам, јас се служувам со таа оценка, дека всушност државата во најголема мера е заробена од страна на политичките партии. Како резултат на тоа немате систем на мерит и вредност во институциите и тоа понатаму се прелеа во неодговорност, во немање отчетност помеѓу институциите и генерално чувството на негрижа кое што постои во контекст на тоа што и како државните институции испорачуваат. Многу често слушаме критики дека не се прави одвојување меѓу државата и партијата, а при тоа зборуваме за потреба од ослободување на институциите од партиските стеги. Како е тоа возможно? Возможно ли е всушност? Видете, тоа е поголема општествена промена, која што очигледно е дека ние не сме ја постигнале. Кај нас тоа ослободување од партиите можеме да го видиме во контекст на напорите кои што се прават или кои што се правеле во изминатиот период, пред се во однос на одредени промени, напори во однос на назначувањето на високи функционери во јавната администрација,
За жал, многу од тие измени кои што ги дебатираме веќе подолго време ниту се усвоени, ниту пак се прави поширока дебата на тоа каде се недостатоците во назначувањето во системот. На ист начин ја имаме и дискусијата во правосудството, во контекст на политичкото влијание врз судиите, така да веројатно веќе подолг период од оваа наша, ако веќе се уште можеме да ја наречеме транзиција, се бавиме со лоцирање, односно со диагностицирање на тој проблем на партизација, наместо со справување, односно решавање на истиот. Колку гледате кај новата влада интерес во делот на брзата интеграција на земјата во Европската Унија? Видете, јасно е дека првиот голем слонот во собата, односно уставните измени во контекст на започнување на преговорите се една од големите пречки со кои што иако имаше најави дека владата ќе се бави во првите 6 месеци, тоа не се случи. Мислам дека повеќето од нас немаме никакви очекувања дека тоа ќе биде случај пред пред одржувањето барем на локалните избори. Од друга страна, она со што се бава дел од институциите е работата на оној план за раст, односно реформската агенда, која што беше подготвена од претходната влада, во голема мера оваа влада ја превзема, направи некои мали промени. Меѓутоа, тука ние ги испорачавме, го имаме доставено својот извештај во средината некаде на март. Добивме како прва од државите која што ја доби првата уплата од 7% од тој план за раст. И сега очекуваме сите да видиме дали Европската комисија ќе цени дека дел од тие мерки се исполнети, за да знаеме на каде ќе се движи понатаму процесот. Веројатно клучното постигнување во однос на контекстот на што го рековте брзата интеграција, јас не би рекла брза, би рекла постепена интеграција, меѓутоа процесот на користење на одредени инструменти што ни се на располагање, веројатно на што беше постигнување и би требале да го издвоиме, е учеството во заедничката платежна зона, односно Single European Payment Area на Европската Унија, кој што ќе стапи на сила до 1 во октомври. Меѓутоа, тоа е дел од постигнувањата на кои што се работеше подолго време. Меѓутоа, сега успеа да се испорача благодарение исто така на напорите на Народната банка. Гледавте Трилинг, а во вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг гостува академик Маријан Марковиќ, професорите од Правниот факултет Ненад Марковиќ и Марко Картолица, како и директорката на Институтот за европски политики Симонида Кацарска.